Регионот го очекува катастрофална жетва на јачменот и пченицата. Долготрајната суша ја исуши маката на земјоделците. Нема вегетација, нема човек без вода може ли? Не може, и оно сака вода, сака вегетација. Ние прихрануваме, ставаме ѓубре, што фајда, оно што толкова ѓубре сака влага. И дрвцата нема да биде сега, суша. Луко не го бива јагоја, пожетал. Ако нема дожд, ќе биде зерното мало, ќе биде застанати, ниски ќе бидат, нема да има плод, нема да има слама, ништо нема да има. Има јонџе еден откос има, нема да има повише. Перцепцијата на земјоделците ја потврдуваат и експертите кои се согласни дека лошо за пченицата започнало уште со сеидбата. Светоци сме дека годинава заради отсуството на врнежиште имавме сеидба дури во ноември кога паднаа дождовите, меѓутоа состојбата со тие жита е далеку од поволна, бидејќи фенофазниот развој на истите не е завршен на начин на кој што тоа растените треба да го добијат, поради што и не се навлезени во оптималната фаза на зазимување, фаза на 2 до 3 листа. Мала надеж за спас на дел од посевите, земјоделците гледаат во пролетните дождови. Но, ако ги нема и нив, тогаш годинава комбајните нема да влезат во нивите. Ке чекаме убава пролет, ако има вода, ако има може и ваќе биде житарици, тако неке пченка ќе саде. Што и да е без вода ништо не бива. Што и да е. Значи само вода треба. Вода треба. И ечмен да е, јонџе да е, сончуград да е, муруска да е, без вода ништо не бива. Во источниот регион, околу 15.000 хектари се под јачмен и пченица. Најголем дел од нив се во Овчеполието, во Штипско-Карбинскиот и Виничко-Кочанскиот регион. Освен за јачменот и пченицата, сушата исто така во прашање доведува и бербата на раноградинарските култури.